Salar de Ујуни се смета за најголема солена рамнина во светот. Се протега меѓу илјадници километри во југозападниот регион на Боливија во близина на границата со Чиле. Заедно со Националниот резерват Едуардо Абароа на Андите се меѓу визуелно најпрекрасните природни чуда на планетата. Секоја година, илјадници туристи од светот го посетуваат регионот, дом на шарени лагуни и фламинга. Рикардо Мамани е локален туристички водич. Таму можете да видите поголем број фламинга, бидејќи има еден вид топли извори, па затоа е потопло. Затоа фламингата таму се гнездат и ги снесуваат јајцата. Тоа е на надморска височина од речиси 4000 метри. Плитките солени лагуни во областа се дом на илјадници птици преселници, како и јата фламинга како овие, чии светло-розови перија се издвојуваат на сушните пейзажи на боливискиот регион Алтиплано. Догоногите птици се привлечени од разнобојните лагуни, што е резултат на седименти, алги и минерали во водата. Но локалното население наведува дека големата суша влијаела на нивното живеалиште. За жал, нивото на водата во лагуната опаѓа поради климатските промени. Но не влијаат само климатските промени. Туристите исто така негативно се одразуваат врз екосистемот според Валерија Дорадо, експертка за одржлив туризам. En áreas que son frágiles, como donde están los flamencos. Во областите каде живеат фламингата, на туристите им е забрането да летаат безпилотни летала, но забележувате многу видеа од дрон по социјалните мрежи. Не се свесни за влијанието што дронот го има врз фламингата. Може да ги уплаши, да ги напуштат гнездата, например. Дорадо алудира на видеа како ова, кои се постираат на социјалните мрежи, а на кои се гледаат безпилотни летала како летаат директно во птиците и ги плашат. Некои туристи и нелиценцирани туроператори кои возат возила со погон на 4 тркала, исто така му нанесуваат одредена штета на регионот според еколошките групации. Дорадо вели дека, иако има чувари по паркови во заштитените зони, нема доволно за следење на туристите низ целиот регион. Луѓето кои летаат дронови во оваа област очигледно не ги почитуваат правилата. Мора да ја подигнеме свеста за важноста од зачувување на овие области и да не влијаеме негативно со нашето присуство. Се препорачува да не се остава ѓубре зад себе и да се внимава да не се наштети на флората и фауната.